Уште еден пациент на сегашните 7 им се придружи на инфективното оделение во Штип. Причината и во случајов е труење со храна, најверојатно од истата и веќе посочена сендвичара во Виница. Инаку останатите пациенти се во стабилна и веќе подобра здравствена состојба. При мене уште еден пациент со симптоми на труење од храна од Виница, значи при мене на инфективното оделение. За останатите пациенти се чека исследување од Центарот за јавно здравје, од микробиологија. Тие се стабилни, со стабилна клиничка слика и докторите се надеваат дека во текот на неделата и ќе бидат пуштени на домашно лекување. Во меѓувреме, во врска со случајот, соопштение има и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од страна на инспекторите за храна, угостителскиот објект е времено затворен, наредени се мерки за генерално чистење и дезинфекција на објектот. Земени се мостри од храната, за кои агенцијата ги чека официјалните резултати од лабораториското испитување, иако првичните наоди говорат дека се работи за бактериска загаденост. Затроените лица се вработени во погон на фабрика за производство на мебел, за која оваа сендвичарница, согласно договор, дистрибуирала храна 2 пати во текот на неделата. Агенцијата за храна и ветеринарство во наредниве денови во Виница ќе изврши воредни контроли кај сите оператори кои произведуваат, подготвуваат и вршат дистрибуција на храна. Се вели во соопштението на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во однос на исходот и причината за труењето, известно е дека резултатите од земените мостри ќе бидат соопштени утре.